ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije сега во ова вечер му се молам Allah subhanahu wa ta'ala да направит овај состанок, оваа збирка беричетлија и благосвојна, што слушаме вистината и на најдобар начин и можност имплементираме, ставаме во пракса. Сето тоа што мина, 4-5 настави што беа, тие беа или важеа од шехул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах како влез на три базите, три темелите што ние вечерва ќе ги учиме. Значи тоа се рачуна како влез за човекот да биде разјаснат, за да биде во јасност и убедливост во неговиот Господар Allah subhanahu wa ta'ala, и дека ние не сме тука во дуњалокот дојдени и створени од Allah subhanahu wa ta'ala само да јадеме и да пиеме и да спиеме. Туку имаме повисока, поогромна задача, што никој не може да избегне таа функција. Алейкум салам ва а тоа е да го обожаваме Allah subhanahu wa ta'ala еден и единствен. Да го обожаваме Allah subhanahu wa ta'ala еден и единствен, без да му правиме другара. Зашто Allah subhanahu wa ta'ala е створител и тој што створува е единствен што заслужува да биде обожаван. Значи многу едноставно работата. Оно што створува има право да биде обожаван. Другите, освен Allah Джелешану, се што створенија, се створени, имаат потреба од Allah subhanahu wa ta'ala. Allah им дал живот, Allah ги осмртува, Allah има да ги оживи и да дадат обрачун и така натаму. Значи тие се створенија. Створението и колку да имаат огромна и голема положба и вредност, како на пример мелачината или пекамберите, но со сето тоа уште остануваат створенија, не се менјават. И тоа не заслужуваат тоа створение кој да биде обожавано освен еден и единствен Allah subhanahu wa ta'ala, зашто тој е што не створил и тој заслужува да биде обожаван. Вели шех Мухаммед рахимахуллах: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Ако бил ти прашан или ако се прашаш кои се тие три темели, три бази што требит يجب على الإنسان, што се за секој еден човек, секој еден инсан, задолжителност да ги познават. Значи ова прашање, како што вели шех Салих ел-Фаузан хафизахуллах, ова прашање го добиваш ти во дуњалокот. Кој е твојот Господ? Имаш пред тебе човек што не е муслиман. Сака да влезат во твојата вера, сака да се интересира за твојата вера. Прва клучна работа, пред тоа те праша тебе за абдес и за намаз, за други, кој е твојот Господ?
како ти сега ќе го повикуваш него и ќе го учиш кога самиот ти не си убеден во тоа. И самиот немаш доволно аргументи за тоа. Се ова работа не е со инат или со емоции, како ти што сакаш или јас како сакам, не. Работата е алейке селам рахматуллах. Алейке селам рахматуллах. Работата е што? Поврзана со аргументи. Донеси аргументи, се прифачаат. Без аргументи никој не прифача. И на крај немој да се лутиш на никого, освен на себе си свој. Зошто ти самиот целиот живот го помина и не се спрема за тие 3 прашања што е задолжително за секој еден. И што значи ваџиб, јеџибу, значи ваџиб, иде од ваџиб зборот, што значи? Значи ваџибот е, ако го извршиш, ќе бидеш награден, но ако го запоставиш, ќе бидеш казнен. Значи овие 3 работи познавање се ваџиб, задолжителност за секој еден човек. И кој ќе ги остави или кој не ги учи доволно, заслужуваат казната од Аллах субханаху ва та'ала. Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах почна овде со едно прашање. Фа идha qila lak, ако ти се речи тебе, зошти да го земит обврнието твое? Зошто тебе ти си во училница и ти вели сега учителот, ако бидеш прашан ти за ќе бидам прашан сега, значи ти се обратува тој тебе. Тогаш кога ти се обратува тебе, ако бидеш прашан, значи прашање иде. Тогаш што правиш ти? Се концентрираш, ако се бил можат пред тоа во глабок сон и во непажливост, но сега кога иде тоа прашање, ти се разбудуваш и слушаш внимателно и пажливо. Но шејхот, Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, овај голем имам од имамите на суннетот, од неговата милост не само што ти го дават прашањето, туку и одговорот. За тебе што останува само да учиш. Значи ти одал и прашањето и одговорот на на тоа прашање. Зашто ако не ти одаш одговорот, требаше сам ти да бараш. Да студираш Коран, во Куранот ајетите, кои се најважни 3 работи што ти да ги извлечеш од нив. Кои се тие 3 работи што цела вера околу нив се движи. Цела вера се овие 3 работи. Овие работи се цела вера. Првата работа е факул, речи, значи одговори. Ма'рифетул абди раббаху. Прва работа, прва база што треба човекот да ја знае и да ја познават, познавање на робот, на човекот, својот господар. Значи да го познават Аллах субханаху ва та'ала. Ке дојде одговорот како да го познаеш својот Господ. Како? Како е тоа познавање на твојот Господ? Ке дојде одговорот. Прва работа. Ма'рифетул абди раббаху. Прва работа. Познавање на робот, на човекот, значи на инсанот, неговиот створител, неговиот Господ, Аллах субханаху ва та'ала. Втора работа, ва динаху, и познавање на верата. Значи барат познавање, не само си слушнал, ние муслимани сме само. Име, колено по колено, не, ова не вреди ке Аллах джелешану. Секој еден треба да ги знае овие работи. Не е доволно да ги знаат еден во куќата и другите се оправдани. Секој еден треба да ги знаат овие работи. После, ва небијеху Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, и познавање на неговиот посланик, а тој е Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam. Шейх Уфемин рахимахуллах велит дека овие 3 темели, значи што? Познавање на Аллах джелешану, познавање на верата исламот и познавање на Мухаммеда салаллаху алейхи ва салlam,
Ovije se ogromni meselina. Ogromni meselina. Шейх Фаузан велит: وَكُلُّ الدِّينِ يَدُورُ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ. Целата вера се върти около овие три меселина, около овие три темели. Издуши се наречени усул. Усул, што значи? База, темел. Дали ти можеш да градиш нешто кога градиш, ако немаш темел направено? Фундамент. Исто овие три фундаменти можеш да ги преведеш. Три фундаменти, три темели, три бази. Ако немаш ти фундамент на куќава, што ти вреди тебе угара да ја разубавуваш, да ја китиш и да ја красиш? Тоа фундаментот, главната работа што ја држи куќава е слаба, е нездраво изградена. Како е тогаш, значи, угара да градиш ти? Ти колку сакаш, кажувај се од надвор, јас су таке муслиман, јас су ваков, кога ти овие три бази, три фундаменти се кај тебе партал. Значи, кога овие три бази ти не ги имплементираш, и Шейх Фаузан хафидахуллах вели, овие три работи се учат и се веруваат во нив цврсто. Како можеш да веруваш цврсто? Ако читаш, ако со знање, за ти се изградиш, се иманот, верувањето, не се појачува освен со што? Со знање. Освен со знање. Како рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем, дека иманот, верувањето, се враќат во Медина назад како змијана или гуштерицана во нејзината дупка. Значи гуштерицана, ојд каде ојд, се враќат во дупката своја назад, така? Така и верувањето, каде да ојд на светот и да се шири, се враќат во Медина. И Шейх Убейд ел-Џабири, хафидахуллах, еден од имамите во време во Медина, рече, овде со иманот се подразбира знаењето. Се не можеш да има не можеш да имаш иман без знање. Значи знаењето се враќат во Медина. Знаењето. И замисли ти што биле во Медина и биле на тој извор тука и не го укусиле тој извор. Колку е голема таја загуба? Трагедија огромна. Животна трагедија. Затоа алимите велеа во Медина, ако некој студирал во Медина 6 години, 10 години, 15, за колку било, и не се прави селефи како треби, во тој човек немат хајр, немат добро. Значи, тој бил наизвор, брат. Сега иде човек, размисли ситуацијата ваќе. Некој бил крај реки, крај океани, и тука не пиел вода. Се кажувал дека немат потреба. После некој време се враќат во суштиња и сакат тука да помени таа жедност. Не можеш така. Така и овие се истиот пример. Тие биле во Медина, во изворот кај шире знаењето и не профитирале таму. И тогаш немат хајр во тие луѓе. Тоа бил ка алимите, кога алимите не биле доволни за него, врвни луѓе со знаење, тогаш од мене од тебе ќе слуша тој? Никогаш. Никогаш. Шейх Фаузан хафидахуллах велит дека овие три фундаменти, значи познавање на Аллах Џелешану и познавање на верата исламот и познавање на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, се тие прашања што се прашува човекот кога ќе биде ставен во неговиот гроб. Кога ќе биде ставен, секој човек не може овие три прашања никој да ги избегне. Кога ќе биде ставен во гробот, ќе биде прашан овие три прашања. Мен Раббук, кој е твојот Господ? Верниците што Аллах субхана ва таала ги отсврстил ним со цврсти зборови,
ќе одговорат мојот Господ е Аллах субханаху ва таала. Но мунафиците и оние што имаат шек значи колебање, се колебаат, ќе речат ќе речат тие неверниците слушнав нешто, велија луѓето, јас така реков. И нема да има тој успех во одговор дека неговиот Господар е Аллах субханаху ва таала. Нема да имат успех. Но ова, Шех Фозан хафизахуллах вели, ова оживување, гробно оживување, хајатун барзахија, живот во барзах. Ова е од илмул гаиб, од тајното знање. Затоа е гаиб, нешто тајно, ако беше очевидно, ќе го слушаат луѓето тие прашања и ти одговори. И затоа некои луѓе што имаат слаб иман, верување, ставиле во 80-тите, 90-тите години вокмен, во гробовите вокмен, и да слушаат сега тие 3 прашања. И излагаат, после велат немаше ништо. Некои велат целиот гроб, целиот вокмен се растури. Значи лаги, едни лажат на ваква страна, другите лажат вака. Ова не е работа што ти ќе ја чувствуваш, што човекот жив да ја види. Замисли, и тоа двајцата све живи. Хајатун дуњавија, живот дуњалочки. Како? Ти со сопругата твоја спиеш во исти кревет. Ти сонуваш нешто лошо, таја сонуваат кошмар, лош сон. Двајцата све блиску, ти не осеќаваш таа што сонуваат. И таја не осеќава ти што сонуваш. И ова е дуњалог, хајатун дуњавија. А како тога со барзах? Затоа ви работе не се работи, значи, што човечкото око е направено или уши да ги слушат. И затоа посланикот салаллаху алейхи ва селем, кога помина покрај некој гробишта, рече пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ако не се плашав да не памните несвес, ќе му се молам на Аллах субханаху ва таала да ги слушате вие како овие се казнуваат сега. Ова, ако сватиме ние, зашто она што е од Аллах субханаху ва таала е многу подобро за нас од она ние што го сакаме за себе си свој. Разбирате збор? Она што го сакат Аллах џелешану за нас, што го одредил, тоа е подобро за нас од она ние што го сакаме. Можеби ние сакаме некогаш нешто што во вистина тоа е за нас штетно. Аллах го знае, ние не го знаеме. Аллах, од милоста на Аллах субханаху ва таала, направи да не слушаме ние умрените луѓе. Зошто не ќе можеше човекот да живи тогаш? Не ќе можеше животот дуњалочки за тие што ќе живи уште да продолжи. Зато Аллах субханаху ва таала што? Направи тие работи што бидат илмул гаиб, во тајното знање, што не ги гледат и не ги слушат човечкиот човек што живи во дуњалокот. Ма'рифетул абди раббаху. Познавање на робот својот Господара. Шех Фозан вели, ако овие 3 работи се 3 прашањата во гробот, тогаш ова ни кажува нас, не учит ова работа, дека колку се важни овие 3 прашања. Што треби ние да вложиме огромен труд, за да ги научиме овие 3 прашања детално учење, не површински. Сима луѓе знаат само површински, алеки се намрахтла. Само површински не, да ги научиш детално. Зошто во Куранот и во Суннетот е вистината детално дојдена, детално.
И исто невистината, заблудата, детално опишана, за да се чуваме. И Шейх Фаузан велит: وَلَا يَكْفِي التَّعَلُّمُ فَقَط. Не е доволно само да ги научиш ови три работи. Значи да ги научиш на памет. Кој е твојот Господ Аллах, кој е твојот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва салем, која е твојата вера Исламот. Не е доволно само да ги научиш, значи на памет. Туку бел нетаалламуха ва на'тaqидуха. Ги учиме и веруваме цврсто. Значи го всадуваш тој иман, тоа верување цврсто. Кога ќе фатит иманот корен во твоето срце, немат колебање. Како беше прашањето од Хераклиос за Абу Суфјан ради Аллаху ан? Тие што влагаат во исламот во времето на Мека, дали се врачаа некој назад? Не му рече. Така се следбениците на пекамберите, кога иманот ќе се всади во нивното срце, немат враќање за него. Зашто е убеден дека таа е единствена вистина. Значи не само да учиме, вели Шейх Фаузан, туку на'тaqидуха. И тогаш се тие, вели Шейх Фаузан, што ќе влезат во ајето што вели Аллах субханаху ва таала: "Юθبِّتُ Аллаху الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة." Аллах ги отцврстува. Значи ако ти ова го учиш и го веруваш цврсто во тоа, убеден си, тогаш иде ова твојата награда. Која таа награда? Неговата награда е за Аллах джелешан да ги отцврсти нив со цврсти збор. Што е цврстиот збор, рекли алимите на тефсир овде? Qaulu la ilaha illa Allah. Зборот la ilaha illa Allah. Кога во нивниот живот, значи кога имат искушенија, и во животот има човекот искушенија, Аллах джелешану го отцврстува онај што искраен во учењето на la ilaha illa Allah. И исто го верува тоа. И во дуњалокот, и во ахиретот. Што е многу поважно ахиретот од дуњалокот. Со дуњалок нема вредност ка Аллах субханаху ва таала. Овој дуњалок нема вредност ка Аллах субханаху ва таала. И ако имаше вредност, тогаш ќе беа пекамберите на прво место за најбогати, ама пекамберите не збираа никогаш богатство. И затоа Зекерија алейхи салату вассалам, кога му се моли на Аллах джелешану во големи години, кога стигнал, да му даде Аллах субханаху ва таала што? Дете. Му се моли за дете. Ибн Раджаб ал-Хамбели рахимуллах, што вели овде? Ова не е молење од Зекерија алейхи салату вассалам за дете да го наследи неговото богатство. Пекамберите не паѓаат толку ниско. Туку му се моли да му дај син да го наследи неговото знаење. Неговото знаење, не неговото богатство. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салем во познатиот хадис од Абу Дарда што вели: "Ел улема варасатул анбија." Дека алимите се наследници од кого? Од пекамберите. Вал анбија, и пекамберите лем јетруку динарен вала дирхам. И пекамберите не оставаат зад нив ни динар, ни златник, ни сребрена пара. Иннема варасул илм. Но оставаат тие зад нив наследство што? Знаење. Фамен ахадаху ахада бихаззин вафир. Кој ќе земе тоа знаење? На вистина зелено огромно добро нешто. Имам Ахмед рахимуллах вели: човекот има повеќе потреба за знаење од што има потреба за храна. За храна имаш потреба 2 пати на ден, можеби еднош, луѓе. И доволно му е. Но за знаење имаш потреба секој момент. Секој момент што земаш воздух и испушташ, имаш потреба за знаење. Ова фаида кила лек, ако ти се рече тебе, значи ќе бидеш прашан, кој е твојот Господ? Хаза суал варидун сатасал анху фи дуња вал ахира, фала бутан та'рифа раббак. وأن تجيب بجواب صحيح. Вели Шейх Фаузан, значи кој е твојот Господ? Ова е прашање што ти ќе бидеш прашан и во дуњалокот и во ахиретот. Затоа
Trebi da odgovoriš pravilno prašanje na to odgovor. No kako može odgovoriš ako nema znanja? Ako nema znanja ti ne može odgovoriš. Ako nema znanja ne može odgovoriš. I ako го вложиме целиот наш живот во учење на верата, уште не сме излегли на Аллах Джелешан да му ги вратиме неговите права, што ни ги дал нас како доброти и благодати. Аиша ради Аллаху анха велит, човекот на судниот ден за секој миг, секој момент што го поминал во невикрување на Аллах Джелешану, има да се кајат. Секој миг. Значи миг ти поминал, секунда, има да се каеш на судниот ден. Ке сватиш тој ден, колку вредно беше тој викр на Аллах Субханаху ва Таала. Пекамберот од хадисот на Абу Хурейра ради Аллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи во еден меджлис, 70 пати, во друг ривајет 100 пати му се молеше на Аллах Субханаху ва Таала за прошка, а не му беа опростени гревовите прошли и идните гревови. И кога се кланеше пекамберот салаллаху алейхи цела ноќ, дури нозите му потечуа, Аиша ради Аллаху анха, ја Расул Аллах, тебе ти опростени и прошлите гревови и идните. Што рече пекамберот салаллаху алейхи афала акуна абден шакура, а да не бидам јас роб каков што е заблагодарен спрема Аллах Субханаху ва Таала. И никогаш човекот не е праведен за благодарник спрема Аллах Джелешану, освен ако следи сунето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Колку и да вели тој шукр лилlah, шукру лилlah, елхамду лилlah и не знам што, ако не го следи сунето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тој не е доволно за благодарник спрема Аллах Субханаху ва Таала. Затоа секој еден треба да си одај одговорот дали е тој вистински за благодарник спрема Аллах Субханаху ва Таала или не. فإذا قيل لك من ربك, ако бидеш прашан кој е твојот Господ, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, ако бидеш прашан кој е твојот Господ? Кој е твојот Господ? Најдош Македонец и вели кој е твојот Господ? Мен раббук? Факул, речи, одговори, Рабби Аллах, الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. Мојот Господ е Аллах, што ме створи и ме снабди мене и сите светови, сите створенија што постојат со неговите благодати. Но ова не е доволно. Wa huwa ma'budi. И тој е еден и единствен јас што го обожавам. Значи не е доволно да сведочиш дека за Аллах Джелешан само ер-рубубија, дека Аллах те створил тебе и те снабдил и ти дал се и се што неговите благодати. Не. Wa huwa ma'budi. И тој на висина онај што јас само нему му се покорувам, само нему му правам ибадет, на никој други, ни на Мухамед салаллаху алейхи ва селам, ни на Џибрил алейхи салату ва селам, ни на дрво, ни на камен, ни на гроб, ни на статут, ништо, ни на кипови. Единствен, ва хуа ма'буди, лейсе ма'будун сива. Јас не обожавам никого освен него. Лейсе ма'буд, на човек ти се одговори, ти му кажуваш нему цврсто, дека немаш ти никого не обожаваш освен Аллах Субханаху ва Таала. Вад-делилу қаулуху Таала. И аргументот за тоа е говорот на Аллах Субханаху ва Таала. Зашто ова, како рековме ние, што? Хази медресату селефија. Ова е медресе селефи. Те учи нешто со аргументи. Секој на работа со аргументи. Без аргументи кој да биде брат? И колку да имат висока подложба, ако не носат аргументи, не се прифаќат. И затоа алимите никогаш не збореле освен со аргументи. Рекол нешто, он имат аргумент. Аргументот е Елхамдулиллахи Раббил Аламин. Елхамдулиллах, ова е теухид ел-улухија. Теухид ел-улухија. И исто теухид есма ва сифат. Ел-Аламин теухид ел-рубубија. Значи првиот ајет во суратул Фатиха,
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, site tri vrste na tauhid se tuka. Сите три врсти. Како може ова човек да го мислит? Не може. Ова не може да биде од човек. Ова иде од Аллах субхана ва таала. Елхамдулилlah, елхамд му се заблагодаруваш на Аллах Джелешану и го славиш со неговите имиња и својства. Со љубов. Зошто ако не е со љубов, вели Шейх Уфемин рахимуллах, тогаш само медх. Медх. Што значи медх? Фалење. Ама не е заблагодарување. Зошто медхот се случува да го правиш ти према човек што ти не го сакаш него, но имаш интерес од него. Како вели Шейх Уфемин рахимуллах, кога ќе застанат поетите пред владари, пред кралови и прават поезии за тие кралови ги фалат. Тој му го сака джебот да му го зефати. И може тој го мрази во вистина, не му интересира джебот негов. Така? Нека Аллах Джелешану треби да го правиш тој елхамд со љубов исто. Со љубов спрема Аллах субхана ва таала. Значи го славиш Аллах Джелешану со неговите имиња и својства. Значи есмао сифат. Лилlah, значи ет-таухид ел-улухија. И после Раббил Аламин, господарот на сите светови. Аламин, световите. Шейх Уфемин рахмуллах вели, Аламин е све што постои освен Аллах Джелешану. Значи, Ел-Аламин е све што постои освен Аллах субхана ва таала. Све што постои е створено од Аллах Джелешану. Аллах Джелешану не е створен. Аллах Джелешану не е створен. А све што постои друго е створено од Аллах субханаху ва таала. И ва ана вахидун мин залика ал-алам. И вели Шейх Мухамед ибн Абдуллах рахимуллах, и јас сум еден дел од тие светови. И ти си еден дел, и јас и ние сме еден дел од тие аламин, од световите. Зашто ти си створен. Ти си абдун, абд, роб на Аллах субханаху ва таала. И Аллах Джелешану го створи човекот и му ги даде благодатите не само кога стигна тој во дуњалокот и пред да се роди, вели Шейх Фаузан хафизахуллах. Му овозможи, што? Му даваше риск, а тој е во меот на својата мајка. Во стомакот. Така Аллах Джелешану ја створи таја жена, женски пол, за да може да носи во себе дете. И да имат внатра тоа дете све што му требита. Без никаква потреба од надвора. Све што му е потребно за да живи во тие 9 месеци или колку живи, 7 некој пат 8, има сите потребни за живот да живи внатра. И после вели Шейх Фаузан хафизахуллах, кога дојде во дуњалокот, кога стигна во дуњалок, кога се роди, му го направи Аллах Джелешану млекото на неговата мајка храна за него. Може јадит бебе мало граф со нас? Или леп? Не може. Треби тоа млеко од мајката своја да го храни. Затоа Земзем, што ние многу пати го спомнуваме, Исмаил алейхиссалату вассалам беше мал. Велит ес-салихи, Турук ел-Худа, Субул ел-Худа, значи во книгата Субул ел-Худа, за биографијата, цела биографија тука на пекамберот и на сите пекамбери, велит Салихи, што напишал, дека кога беше Хаджра радијаллаху анха меѓу Сафа и Мерва, кога излезе изворот Земзем, тогаш таја се хранеше со таа вода. И од таја вода имаше млеко таја. Се Исмаил алейхиссалату вассалам не можеше уште да пие таа вода. Имаше потреба за тоа млеко неговата мајка. Аллах Джелешану го даде тој Земзем за таа да пие тој Земзем и да го храни после неговиот син. И Аллах Джелешану велит: "Ва ма мин даббатин фил ард." Немат ни едно животно во дуњалокот, во светот.
Illa ala Allahi rizquha. Освен Аллах Джелешану е снабдуваат неја. Му го дават рискот. Значи сите створенија што постојат, не само човекот, туку и тие што постојат створенијата во реките, во океаните, во морињата, на сите им снабдуваат Аллах, и тие во џунглите, и во планините далечни, Аллах Джелешану, илла ала Аллахи ризқуха. Освен е рискот за неја, кај кого? Кај Аллах субханаху ва та'ала. Кај Аллах субханаху ва та'ала. Прашувај рискот кај собственикот. Се, како рековме, дуњалочките кралови, колку и да бидат вредни и богати, увек се плашат од нивното богатство да се изгуби. И затоа неколку пати помагат и накрај ти сврлуваат. Вели да доволно ти помогнат. Но кај Аллах субханаху ва та'ала се вратите увек отворени. Зашто Аллах субханаху ва та'ала не се плаши да неговото кралство да се намали. Затоа барај твојот ризк кај Аллах субханаху ва та'ала. Но ти кога тврдиш вакво тврдење, значи мојот Господ е Аллах, тој што сака да ја прими оваа вера барат аргументи. Другото прашање, што идет автоматски, логично прашање, бима арафта раббак, како го запозна ти твојот Господар, како го дозна ти твојот Господар, од каде дојде ти со ова тврдење, од кај ти е? Значи, што значи, треба биде учење? Без учење не може да ги даеш одговорите. Бима арафта раббак, вели шейхот шейх Мухамед рахимуллах, факул би ајатихи ва махлуқатихи. Јас го познав мојот Господар со неговите знаци и неговите створенија. Ва мин ајатихи ал-лейл ва нахар ва шемсу ва l-камар. И од знаците на Аллах Джелешану е денот и ноќта и денот, сонцето и месечината. Ва мин махлуқатихи, и од створенијата на Аллах Джелешану, ес-самавату саб'a, седумте неба, вал арадуна саб'a, ва мен фихинна ва ма бейнахума, и све што е меѓу нив и внатра што е во нив. Се створенија што ги створил Аллах субханаху ва та'ала. Ибн Кесир рахимуллах велит дека секое небо, 7 неба раковме, така? Секое небо до другото небо имат 500 години патување. 500 години. А меѓу 7 земји, дали имате со таква разлика? Шейх Абдул Мухсин ал-Аббад во Медина, еден од имамите во ова време, Абдул Мухсин ал-Аббад, хафидахуллах, велит дека меѓу земјите нема растојание. Сите се една за друга. Сите се една за друга. Нема растојание. Шейх Фузан хафидахуллах велит, разликата од онај што е монотеист и од мушрикот, значи ел мувахид и мушрик, разликата е, мушрикот признават и тврдит дека Аллах субханаху ва та'ала е негов створител и негов снабдувач. Но кога иде работата за ел улухија, значи убудија, во обожавањето, тој му прави на Аллах Джелешану тогаш другар. А мувахид го тврди и теохид ар-рубубија, и кога иде работата ке теохид ал-улухија, го тврди тоа само еден единствен за Аллах субханаху ва та'ала. И за никој други. За никој други, апсолутно за никого, освен само за Аллах субханаху ва та'ала. И овај ајет, Елхамдулиллахи раббил алемин, е првиот ајет во суратул Фатиха, така? Кога ќе го отвориш мусхафот, прво нешто што гледаш е, после Бисмиллахи рахмани рахим, е Елхамдулиллахи раббил алемин. Е прв ајет. И овај ајет е последен збор на жителите во џеннет. وآخر دعواهم
Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Kога ќе бидат ставени во дженнет и последната дова нина е дa'вахум Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Но ова не е доволно. Исто Аллах Джелешану го почна со овај збор створението на земјата и на небото и на народот. Елхамдулиллахи аллази халаqa as-самавати вал ард ва джа'ала адh-dhulumati wan-nur. За благодарноста му припаѓа на Господарот на световите, Аллах субхана ва та'ала, што го створи небата и земјата и ја направи, створи темнини и нур, светлост. Но ова не е исто крајот. Исто вели Шейх Салих Ал-Фаузан, и со овај ајет го запечати Аллах Джелешану створението. Ва кудија бейнахум бил хак. И се осуди меѓу нив со вистина. Ва кила, и се рече Елхамдулиллахи Раббил Аламин. Ова не може човек да ги измисли. Ова не може човек да ги измисли. Да ги пазит овие вакви работи. Затоа, значи, со овие работи, кога ги учиш, се отсврстува твојот иман. Се прави како карпа, што никој еден земјотрес не те потресуваат. Ти веруваш цврсто во Аллах субхана ва таала дека оваа книга што е објавена, Ал-Коран, е вистина. Тие на секој начин денеска покушуваат исламов да го уништа, да го расипаат, така? Најлесна работа за нив. Треба да најдете на грешка во Куранот и да речат, еве, грешка имате. Готово, заврши со вашата книга. Не може, ако најде, значи замисли да најдете, тоа ќе беше нивна главна работа што имаат денеска сите новини в раце, сите фејсбуци, тука ќе шират, така? Не може, зошто? Знаат самите. И дури еден араб што е јаудијан или христијан, ако сака нешто докаже во арапскиот јазик, за ова и ова е правилно, го земат Куранот за доказ. Да, зашто знаате дека таа е совршена книга. Знаате дека е совршена книга. Но за жал ние сами не знаеме и сами имаме слабост, голема слабост. Усман ради Аллаху ан велеше, секој ден што минуват, јас не читам дел од книгата на Аллах Джелешану, тој е ден изгубен кај мене. Да, ден изгубен. Значи денес што рачуниме не изгубен ден, ако не појдеш на работа. Или не знаеш што. Или ако некој да не излажи некој да не превари. Изгубен ден го рачуне. Не, изгубен ден кај сахаба беше кога не го читаа мусхафот. Книгата на Аллах субхана ва таала. Абдулла ибн Месауд велеше, го земаше мусхафот ваке в гради, велеше книгата на мојот Господар. Книгата на мојот Господар. И затоа кога ќе дојдеше човек во Медина во времето на сахаба и на табиин, етба табиин, куќите се слушаа и се тресеа со читање на мусхаф. Затоа има такви тие владари како Абу Бекр и Омар и Усман и Али. Ние цел ден спиеме и ноќе спиеме, немојме да се освестиме од спиењето и после велиме Фатме Дахари не чинит, другите Скопје не чинат. Не, првош сам. Поправи се сам и ќе видиш и другите ќе се поправат. Ама ти самиот за никаде си и после бараш од другите. Многу е лесно да кажеш кај другите. Дали ти си сам што си ги поставил тоа, си го имплементирал во твојот секојдневни живот. Кога пекамберот салаллаху алейхи ва салем рече кој кланал денеска џеназа намаз, Абу Бекр крена рака. Кој денеска дал садака, Абу Бекр крена рака. Кој денеска пости, Абу Бекр крена рака. Значи ваќе беа сахаба. Ние велиме сме следници на сахаба, мери се на овај пат. Не мерувај се на YouTube и на Facebook со емоции и не знам што, не со емоции, со здрав памет, со рационалност. И ќе видиш до кај си. Дали си во патот на сахаба или си во патот на некој други. И сите пекамбери што се испратени беше еден единствен давет, едно повикување.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Не сме изпратили пред тебе ни еден пекамбер, освен му објавнуваме, му објаваме, што беше објавата? أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Нема никој право да има да бидете обожаван, освен јас, Аллах Джелешану. Šta ke? Fa'budun. Обожавајте ме мене. Значи fa'budun, ювахидун. Како вели Абдулlah ибн Аббас. Значи да го правиме Аллах Джелешану во обожавањето еден и единствен. Еден и единствен, без да му правиме другар и ортак на Аллах субханаху ва та'ала. И оние, Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах велит, оние што ја обожаваат со Аллах Джелешану заедно, значи кипови, лажни богови и така натаму, Аллах Джелешану вели за ним, иннел лезина тед'уна мин дунилlah. Оние што вие ги повикувате и ги обожавате, освен Аллах Джелешану, лей јахлуку ذبابا. Тие не се во можност една мувка. Мува, така? Мувана не се во можност една мува да сворат. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. И ако беше биле тие сите кипови, сите обожавани освен Аллах Джелешану, ако би се собрале еден со други да бидат помагачи, не можат да сворат ниту една мувка. Значи тоа мало створение не можат. Камоли, значи тогаша по огромни створенија. И се докажува така, во Русија во 70-тите години има пробувано да створат мува. Да. Но кога дошле кај душата, не знаеле што да прават. Готово. И денеска, што ние многу се воздушевуваме од медицината и од туѓите науки, денеска нема од медицината да објасни како починат животот во мајката, значи во бебето. Одеднош починат да мрда нешто. Не може да кажат од каде дојде се ова. Одеднош има живот, од каде не знаат. Тоа се мощно од Аллах субхана ва таала. И ние од тој совршен Господар, Аллах субхана ва таала, се далечиме. Се далечиме и сме заблудиле во дуњалокот и не знаеме кога да се вратиме назад. И Шех Фаузан хафидахуллах велит дека ова цело створение, ова е доказ за створителот. Ова створение е доказ за створителот. Бил прашан еден араб, значи араб што жива значи во селата, араби што живеат во селата, како го дозна титва од Господар. Рече, Камилата кога ја гледаш една Камила, што кажуваат дека Камила има друга што ја донесла на светот. Иако не ја гледаш мајката ти не се видела таа Камила. Или гледаш понаше една крава. Ти една крава гледаш пред тебе. Што ти кажува тоа тебе? Дека има друга крава таму што ја донесла неја, значи, на светот. Трагите што ги гледаш кога одиш негде по снег, пример се наше време, снег. Гледаш траги, одел некој. Што докажуваат тие траги? Што те учат тие траги? Дека тука поминал човек. Ти не се колебаш ниту момент. Гледаш човечки траги. Па сега цел дуњалокот, сите створенија и ти и јас не сме доказ за Господарот и Створителот Аллах Джелешану. Ти за тие траги што се мали траги, не се сомневаш дека тука поминал некој. А овие сите траги што ги гледаш секој ден, огромни траги, океаните, небата, земјата, шумите, све што постои, тие не се докази дека има Створител што ги створува и што ги снабдува. Не само што ги створува, туку Аллах Джелешану неговата милост и правда и ги снабдуваат, им даваат ризк. Така исто, вели тој, значи, арапот,
значи што арапи што живеат по селата, исто дека целиот овај универзум, целото постојување е доказ за Створителот што е сезнаен. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. И дека од знаците на Аллах Джелешану, од знаците на Аллах Джелешану е што? Ноќта и денот. Ноќта и денот. Аллах Джелешану вели: "Кул араейтум ин джа'ала Аллаху алейкум ал-лейла сармада ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bid-diya afala tasma'un." Allah Джелешану вели: видите, ако би направил вас Аллах Джелешану секогаш да биде темност, секогаш да биде ноќ до судниот ден, кој други Бог, кој други Господ освен Аллах Джелешану ќе дојдеше со светлост, со ден. Афала тесмаун, а не слушате? После видите Аллах Джелешану: "Кул араейтум ин джа'ала Аллаху алейкум ан-нахара сармада ила йawm al-qiyamah." Ако видите, ако беше ви направил Аллах Джелешану вас нон-стоп ден, трајно ден, до судниот ден, кој други мен илахун гајру Аллахи јатикум бил-лейл, кој друг Бог освен Аллах Джелешану ќе дојдеше со ноќ, тескунуна фихи, за да се одморате во таја ноќ. Афала тубсирун, а дали не гледате? Шех Абдурахман Саади и од шеховите на Шех Утемин, Абдурахман Саади рахимахуллах, вели во неговиот тефсир, еден од најпрепорачливите тефсири, што е акидату селефу салих во есма во сифат. Има многу тефсири во есма во сифат што се погрешни и со верување на Ешаира и Муатезила и Джахмија и таке натаму. Или Мурджија. Шех Саади, Шех Абдурахман Саади вели, слушате добро сега, кога спомна Аллах Джелешану ноќта во овај ајет, кога спомна Аллах Джелешану ноќта, на крај рече: афала тесмаун, дали не слушате? Зошто во ноќта, во темницата, човекот не се концентрира на неговиот поглед, на слухот негов. Како нешто не гледа? Тој има темност пред него. На оши се концентрира тоа, на слухот негов. Аллах Джелешану кога спомна ноќта, темница, што рече? А не слушате? Значи кога со поврзување со ноќта, спомна Аллах Джелешану слухот. Зашто човекот се потпират во ноќта, во темница на неговиот слух. А кога спомна денот, на крај рече Аллах Джелешану: афала тубсирун, а не гледате? Зашто во денот, во бело, кој човекот се концентрира на неговиот поглед. Ова не го мисли човек, брат. Ова не може човек да го измисли. Никогаш. Туку ова е, алейкум селам ва рахметуллах. Ова е од сезнаениот Аллах субханаху ва таала. Ова иде од сезнаениот Аллах субханаху ва таала и од никој друг. Зашто овие ситни работи, што се многу прецизни, немој паметот на човекот да дојде толку далеку. Плюс, пекамберот салаллаху алейхи ва селем не знаеше ни да пишува, ни да читат. И му беше забрането. И единствен човек, што му беше забрането да научи да пишува и да чита, пекамберот салаллаху алейхи ва селем, и тоа е пофалба за него. А во други човек, ако не знае после пекамберот да пишува да чита, тоа е за него со страмота. Но пекамберот, за да им докаже на арапите, дека со тоа што е дојдење, тоа е повеќе од оние што се најпаметни, најпишувани, му беше забрането да не додат тие речи, тоа го препиша од друга вера. Значи, овие сите се докази, да тоа нема сомнеш дека оваа вера е единствена што е примана ке Аллах Джелешану.
единствена што е примана. Никоја друга вера. Никоја друга вера. Освен верата на Аллах субханаху ва таала, тоа е исламот. После вели шейх Утемин рахимуллах, го цитират еден поет арапски, што вели шейх Утемин, "Ва фи кулли шејин леху аја." И во секое едно нешто што постои е доказ за Аллах Джелешану. "Ва фи кулли шејин леху аја." Ама не само доказ за Аллах Джелешану. "Тедуллу ала аннаху вахид." И што кажува тоа нешто, секое створение, дека Аллах Джелешану е еден само. Не само доказ за Аллах Джелешану, туку доказ исто дека тој е еден и единствен. Што заслужува што? Да му се покоруваме и да му правиме ибада само на Аллах субханаху ва таала. И вели шейх Утемин рахимахуллах дека од знаците исто на Аллах Джелешану што е? Сонцето. Сонцето. И сонцето, велит Аллах Джелешану, "Ва шамсу таджри ли мустақаррин лаха." Сонцето се движи во она што му е нејзи, значи, како орбит што му е дадено, се движи. И ова е верувањето од Ахли Суна вал Џамаа, дека сонцето се движи, а не земјата. Кој верува дека земјата се движи, е куфар. Ова е дојдено од западниците да му го расипат верувањето на муслиманите. Да мислат дека земјата се движи, земјата е цврста, не се движи. Сонцето се движи. Зошто Јошуа ибн Јунус, од пекамберите на Аллах Джелешану, кога сакаше да го отворит, да го ослободит Бейтул Макдис. Бейтул Макдис, значи што? Јерусалим, Месџид ал-Акса кај што е. И више идеше ноќ да се стемни. А тој сакаше тој ден да го отвори Бейтул Макдис, да го ослободи. И му правеше дова на Аллах Джелешану да го допри сонцето уште неколку време, за да има светлост, за да влезат во Бейтул Макдис. Ако се движеше земјата, ќе му правеше дова да ја запре земјата, а не сонцето. Ова е акидату салафу салих, Мухамед ибн Джибрил. Акида, шейх Утемин вели, кој верува дека земјата се движи, е куфар. Ги негира тие ајде што се во Куранот. Но овие се скришни работи што се внесени во нашите книги и во училишта за муслиманската акида се расипита. И зашто муслиманите не познаваат нината акида кај што треба, покроце, тоа станува огромно. И после 40-50 години кога деца мали и растат и мажи и обелуваат косите со тоа верување, и ти ќе дојдеш после видиш ова нечини дваке, е голем проблем после. После идеш до проблеми со нема. Зошто им е всадено тоа во срцата. Како истата дарвинската теорија. Да веруваш дека си од мајмун. Ти мречеш како ти си мајмун, е навреда, дали не? Ако бевме ни од мајмун, ќе беше за нас гордост да мречеш мајмун си. И тие што се велат од мајмун, сма мречеш мајмун се лутит. Како може да се лутиш, а тој те нарекува на твоето потекло, ако спрема нивното верување? Не си од мајмун, човек, инсан си. Мајмун е животно. Ти си човек, инсан, имаш акл. Затоа Куранот објавен сунето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам до луѓето и до инсот, не до мајмуните, не до слоновите и не до камилите. Животна се тие. Ти не си животно. Ти си човек. Што ти дал Аллах Джелешану благодати да размислуваш, да планираш. И шейх Утемин рахимуллах велит, погледни го сонцено. Кое огромно створение е сонцето? И види остроумноста на шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах. Ги носи тие ајети од Куранот, што се ајети, докази, што секој еден ги гледат. Ноќ и ден секаде имат. Да имат да испомнуват ајетите за Куранот, дека меѓу двете води не се благата вода и солената, тоа го знаат само тие што живеат таму. Ти овде си немаш таква вода.
ама ноќ и ден имат секаде. Сонцето и овде излагат и во Австралија, и во Саудиска, и во Турска, и во Швајцарија, и секаде, и во Кина. Сонце, значи докази што секој еден ги гледат. Што секој еден не може да ги негира, значи ја не го видов сонцето. Или месечината, или небото, или ноќта, или денота. Значи докази што се на целата земја, што се тврдат, што се гледат. И то секој ден. Вели Шейх Усеймин рахимахуллах. И со огромноста на сонцето, тоа што е толку огромно, и што има толку доброти во себе, што го створил Аллах Джелешану, што има, значи, што треба за телото. Што вика некој па доктор, треба на сонце. Ти треба витамини, не знам како се вика, С, Д, што на како се вика. Ти треба витамини, така? Од каде е тоа од сонцето? Значи Аллах Джелешану во тие здраци ставил, работиш, имаш ти потреба за твојот живот, за твојата кожа. И што? Има потреба за тоа сонце и дрвата. Дрвата. Зошто? Ако не беше сонцето, ќе оздравуваат тие јаболка, тие круши, тие банани, тие патлиџанки? Не. Све од сонцето. Исто има потреба за него, што? Реките и морињата. И така натаму, и така натаму. И Шейх Усеймин рахимахуллах вели, иако е тоа толку голем далечина од нас, илјадници, колку е милиони, колку велат километри, но сепак Аллах Джелешану така го сфорил за неговата топлина да иде до дуњалокота. Значи ние гледат со кого имаме работа. Доволно само сонце да го сватиш дека сфоритело на тоа сонце. Ако е тоа сонце толку огромно, тогаш како Аллах субханаху ва таала, сфоритело на тоа сонце. И не само на тоа сонце, на све што постои. Затоа оваа работа не е игра. Да бидеш во верава и да бидеш праведно фатен за верава, цврсто. Ти имаш работа со Аллах субханаху ва таала. И колку да живиш, ќе умреш. Тогаш ќе бидеш прашан за овие работи. Дали беше убеден? Овие работи се аргументи што те убедуваат тебе. Што те убедуваат тебе. И исто неговата светлост на сонцето. Шейх Фаузан хафидахуллах вели, ако би се собрале целото човечанство и да осветлат такво добро осветлување како сонцето што осветлуват, не ќе можат освен едно мал дел од светот да го осветлат. И ти знаеш дека тука се инженери работат и квалификувани луѓе, а тоа е мал дел од светот. Аллах Джелешану го осветлува со сонцето целиот дуњалок и ти велиш нема створител овде. Ова е све узало. Ова е све случајно. Како можеш така да бидеш незаблагодарник спрема твојот Господар Аллах субханаху ва таала? Исто месечината. Месечината што имат своите, значи, стадии и степени, што таа почнуваат, вели Шейх Усеймин рахимахуллах, мала, се зголемуваат и после се враќат самата во себе назад мала. Вели Шейх Усеймин рахимахуллах, и та на месечината личит човекот. Човекот, кога ќе биде створен на почеток, слабие. Кога излагаш од милото мајка ти сјак, не сјак, не можеш дојш, не можеш да пиеш сам, слаб си. И со тек на времето се јачиш. Но кога идат годините големи, пак се ослабнуваш. Така и месечината. Почнува слаба, значи, здраците. Голема, полна месечина, после пак се враќа назад. Така и човекот исто. Така и човекот исто. И вели Шейх Усеймин рахимахуллах, и со сето тоа, дека овие створенија, значи месечината и сонцето, што се големи створенија, забрането е да им се покоруваш на нив.
فَلَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ فَاسْجُدُ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Nemoj da mu se pokorувате на сонцето и на месечината. Бидите покорни спрема оној што ги створил нив. Бидите покорни спрема оној што ги створил нив. А тој е Аллах субханаху ва та'ала и никој други. И зато тој е единствен што заслужува да биде обожаван и никој друг. И после велиште Раб хуа ал-ма'буд. Значи тој што е Господ, тој што ако е Господ, тој што има што створува, што е поседувач и што управа целиот систем. Тој е ако ти веруваш овие три работи во Аллах Джелешану, тогаш треба да го потврдиш дека тој е единствен што има заслужено да биде обожаван. Зашто Аллах Джелешану што вели? Ја ејюхан нас, о вие луди, у'буду раббакум аллази халакакум. Обожавајте го вашиот Господар што ве створил. Значи овде одговорот зошто да го обожаваш Аллах Джелешану. У'буду раббакум, зошто да го обожавам Господ? Аллази халакакум. Зошто тој вас ве створил. Значи, свативте? Значи ова, ја ејухан нас, овие луди, у'буду раббакум, обожавајте го вашиот Господ. Зошто? Аллази халакакум. Зошто тој вас ве створил. Значи, зошто имате Аллах Джелешану заслужено да биде обожаван, единствен, зошто тој нас не створил. И Шейх Салих Фаузан што вели? Дека ова е прва наредба во Куранот. Ова е прва наредба. Ова е Суратул Бакара, ајет 21. Пред ова, Аллах Джелешану ги опишуваат кого? Верниците. Елиф, лам, мим. После кога опишуваат мунафиците. Не, после неверниците, куфар. И после мунафиците. Кога ја опишуваат Аллах Джелешану сите врсти на луѓе, Аллах им се опатува на сите нив. Ја ејухан нас, овие луди, верници, неверници, мунафици, лажговци, нелажговци, у'буду раббакум. Обожавајте го вашиот Господар. Кој е тој? Еллази халакакум. Зошто тој вас сите ве створил. И зошто тој ве створил вас, заслужуваат да бидат обожаван. Заслужуваат да бидат обожаван. Иншалла се задоволуваме на ческа со толку, да не должиме секој вечер по 2 сати, 1 сат и 7 минути доволно е. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.